Доктор Наташа Марковска од Македонската академија на науките и уметностите ја искористи средбата со првиот човек на Карпош, Јакимовски, да ги образложи главните придобивки од проектот за значително намалување на трошоците за грејење и ладење и намалување на емисијата на штетни гасови во атмосферата. Носител координатор на овој меѓународен проект во кој учествуваат 11 партнери од 8 земји е Германската научна академија од Минхен. Препознавте ли стратешки партнер во општина Карпош? Се разбира, да, затоа што ова представува проект, Cool Heating е проект од програмата на Европската комисија за истражување и развој, но е од тип координирана акција и за подршка на истражување од областа на обновливите извори на енергија и енергетска ефикасност. И како таков, тој нема само научна димензија, напротив, се базира на партнерства помеѓу науката и општините. Затоа во оваа прилика, преку овој проект, значи е едно стратешко партнерство со општината Карпош, кое што покрај, да речам, научните ефекти овој проект што ќе ги даде кон заедницата, научната заедница, ќе има доста и други придобивки пред се во распространувањето на знаењето на овие нови технологии и во создавањето на поголеми услови на територијата на Република Македонија преку општината Карпош за продор на овие технологии. Целта на оваа посета од Ману беше да се запознаеме со одредени можности за одредени проекти во делот на енергетската ефикасност. Дали општина Карпош е заинтересирана, односно да влезе во овој проект со кој би можело да се обезбедат средства од европските фондови за изградба на енергетски системи мали енергетски системи кои што ќе загреваат одредени, да речеме, индивидуални или колективни објекти, со што значително би се штедело финансиски, би се штедело исто така енергија, но во исто време и би се користело обновливи извори на енергија. Во оваа поддршка ја добиваме ние од овој проект и влегуваме вкупно на територија од бивша Југославија 5 општини, со тоа што доколку изработиме некој ваков проект со нивна препорака, значи би можеле полесно да дојдеме до европските фондови. Можните локации во општина Карпош, кои би биле опфатени со овој проект, ќе ги утврдуваат експерти од Ману и од општината.